Штип и Штипско, а посебно Ново село, треба да се гордеат со тоа што се расадник на врвни таленти и војсководачи, команданти, генерали, кои ја одбележаа македонската историја, истакна градоначалникот на општина Штип, напоменувајќи дека еден од нив е токму Тодор Александров. Роден во Ново село, крстен во оваа црква Света Богородица. Значи, загинува на денешен ден на Пирин планина. И лично мислам дека остава голема трага во нашето револуционерно движење. Ние, денешните современици и генерациите кои доаѓаат, мораме да ги почитуваме таквите личности, бидејќи тие не се многобројни, но се многу значајни затоа што се бореле за нашиот национален идентитет, се бореле за наша држава. И верувам дека со споменувањето на таквите личности се почитуваме сопствената историја. Покрај останатите на панихидата присуствуваа и штипските пратеници во македонскиот парламент. Ја заслужува таа почит во секој случај, посебно че затоа што е тој штипенец едни од личностите кои го одбележале времето на Штип и Македонија, се борел за Македонија иако постоја доста контроверзности околу неговата националност и самосвест и определба, меѓутоа тоа е докажано дека тој е македонец, пред се штипенец од овој дел и штипани знаат да ги спочитуваат сите оние луѓе кои на некој начин се бореле и дале свој допринос за изградба на оваа држава. Денеска на покана на Сдруженијето на граѓани почитувачи на ликот и делото на славните ВМРО-вци, потекло од Ново село, еве сме тука да го обележиме денот на чествувањето на смртта на Тодор Александров, како и секоја година во рамките на моите можности се трудам да присуствувам на овие активности. Денешната панихида беше во организација на Македонското патриотско здружение Тодор Александров од Битола. Може да се каже дека Тодор Александров е една од плејадата македонски дейци кои што во поранешната комунистичка, србо-комунистичка историографија беше антамизиран и прикажан во негативна конотација од идеолошко-класни причини. Новите документи, историски податоци договорат дека Тодор Александров е најголемите лидери на внатрешната македонска револуционерна организација која води борбата за независна македонска држава после балканските војни, после Букурешкиот мировен договор, после поделбата на Македонија и на македонскиот народ помеѓу Србија, Грција, Бугарија и новоформираната албанска држава. ВМРО Централниот комитет предводен Тодор Александров ја води борбата за обединување повторно на Македонија, пушта испраќа протестна нота и писма против новата поделба на Македонија, се стреми за повторно обединување на Македонија во една целокупна целина. Чекутков истакнува дека после Првата светска војна Тодор Александров ја возобновува ВМРО како организација во Пиринска Македонија и оттаму ги води борбите за создавање на независна македонска држава против големосрпските, големогрчките и сите влади на Бугарија, кои се противставија на борбата на ВМРО за независна држава под паролата Македонија на македонците. Тодор Александров од 1923 година заедно со Павел Шатев, еден од најлегендарните македонски револуционери, го започнуваат процесот за обединување на македонските разединети револуционерни сили во единствен револуционерен фронт. И таа нивна заедничка клаузула ќе резултира со потпишувањето на Мајскиот манифест, каде што сите македонски револуционери ќе бидат обединети во единствен револуционерен фронт. Од тие причини под разнасените околности Тодор Александров е убиен на 31 август 1924 година, најверојатно под влијание на бугарските војни офицерски крудови, бидејќи Александров издигна паролата и се бореше за независна македонска држава. Според Чекутков, по убиството на Тодор Александров, македонското револуционерно движење претрпува големи потреси, бидејќи може да се каже дека Александров е еден од најголемите лидери и организатори на терен на македонското движење, бидејќи само во Пиринска Македонија од 1922 година организирал околу 9100 добро вооружени комити целосно подготвени за борба во сите делови на поробена Македонија. Чекутков е на мислење дека и во денешно време на Македонија е потребен човек како Тодор Александров, кој ќе го представува духот на македонската борба. На панихидата присуствуваше и Јохан Тарчуловски, кој откако беше ослободен од Хаг е најценет и почитуван помеѓу македонските бранители. Го прашавме дали тој се гледа како наследник на Тодор Александров. Тодор Александров е лик во македонската историја од она време кога ВМРО веќе почна да слабее и да ја губи својата сила. Тодор Александров го воскресна тоа ВМРО, го врати во живите што се вика и уште појако го направи и ние ги почитуваме неговите дела, неговите заложби за неговата организација од тоа време. Денеска се дивиме на тие успеси негови. И Тодор Александров секогаш бил и ќе биде за нас лик кој ни ја дава силата и снагата на целата организација да идеме понапред. Јас сум само еден обичен војник на Македонија кој се труди и кој било тешко да биде на бедемот на одбраната на својата татковина, но тука сум секогаш да ги сплотам колку што можам нашите патриоти, нашите бранители, нашите другари, сите заедно да бидеме како едно
И нема тука единката. Единката не ја прави јачината на организацијата. Ние сите сме едно и сите заедно можеме само да бидеме јаки црсти. Кон ликот и делото на македонскиот деец Тодор Александров, на панихидата се поклони и заменик министерот за образование Спиро Ристовски, кој заедно со сите присутни положи свежо цвеќе на спомен плочата посветена на Тодор Александров во Ново село, а го посети и музејот на македонската револуционерна борба, кој по овој повод за прв пат беше отворен за јавноста.